Референдум 2018. Денес во Македонија се одржува референдум на кој граѓаните се изјаснуваат на прашањето дали сте за членство во Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот на Република Македонија и Република Грција. Според Државната комисија, право на глас на изјаснувањето имаат 1.806.336 гласачи, кои се запишани во избирачкиот список. Гласачките места се отворени од 7 часот изутрина до 19 часот. Во тетово право на изјаснување имаат 83.191 полнолетен граѓанин, а Општинската изборна комисија има надлежност на 117 избирачки места. Во рамки на останатите рурални општини на територијата на општина Боговиња има вкупно 38 избирачки места, а право на глас 27.332 граѓани, запишани во единствениот избирачки список. Во општина Брвеница на 24 избирачки места право на глас имаат 14.506 гласачи. Гласањето во општина Желено се спроведува на 35 избирачки места со вкупен број на гласачи 23.229. 10.200 жители на општината Јагуновце може да го искористат своето право на глас на 21 избирачко место во општината, додека во Теарце бројот на гласачи изнесува 22.054 граѓани, а избирачки места 30. Во текот на денот екипите на телевизија КИС го следеа процесот на изјаснување на избирачките места. Секаде во тетовските општини изјаснувањето помина регуларно без поголеми проблеми или пречки. Па ја мислим мирно дека ќе помине. Ја досега не се сеќавам дека не сум дошол рано, меѓу првите да речам да се произнесам, така го сторив и овој пат. Мислам дека е тоа граѓанска должност да ја извршиме. Нека им е честито на сите и тоа можам да ви кажам. Добро, успешен, да има успех овој денешен ден, зашто се работи за цела Македонија. Па за добро, за Македонија добро да биде. Да не идеме назад, да идеме напред. Да, тоа е се. Да, само напред да иде Македонија. Јас сум родил татко и дедо у Македонија, не у Бугарија, Албанија или не знам šta. Гласањето оди нормално, избирачкото место беше отворено во 7 часот и се одвиваше без никакви проблеми до сега. Сега околу има 10:30, има околу 90 гласачи излезени што гласале. Некои проблеми до сега немавме. Домашни странски наблюдувачи го следа процесот на изјаснување на референдумот. Официјалната бројка на акредитирани домашни наблюдувачи е 11.907, на странските наблюдувачи е 493, а меѓународните организации акредитирале и 194 преведувачи. Покрај домашни референдумот го следат и странски новинари. Државната изборна комисија акредитирала 83 новинари од 32 медиуми. Во трите општини од поширокиот гостиварски регион Гостивар, Врапчиште и Маврово, Ростуше, гласањето за референдумот утрово започна на време и досега се одвива без поголеми проблеми и непречено. На подрачјето на општина Гостивар право на глас имаат вкупно 79.160 граѓани, а гласањето се спроведува на 121 избирачко место. На територијата на општина Врапчиште има 25.454 гласачи, кои правото на глас може да го остварат на 39 избирачки места. Исто толку избирачки места има и во Маврово, Ростуше, каде вкупниот број на гласачи изнесува 9.672. Екипата на телевизија КИС во Гостивар го следи референдумот на терен и денес посети повеќе избирачки места. Избирачко место 410, вкупно избирачи 810, до 11 часот излезени околу 50 на гласачи.
Како тече гласањето? Гласањето тече во најнормален ред. Јас сум преседател на избирачко место 389 во Гостивар, се викам Африк Бекири. На ова избирачко место до 11 часот гласаа 10% од гласачите. Гласачкото место се отвори на време, до сега нема никакви проблеми, нити со материјалите, нити со гласачите. Значи све се одвива мирно во најдобар ред. Јас се викам Нора Ликега Селими, сум од Гостивар. Председател сум на избирачко место 412, кога отворивме во 7 часот. До сега гласеле 49 гласачи имаме. Денешниот референдум на кој граѓаните одговараат на прашањето дали сте за членство во НАТО и ЕУ со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција е трет референдум на национално ниво во историјата на државата. Досега се одржаа референдум за независност во 1991 година и референдум за територијална организација во 2004 година. Денешниот референдум за прифаќање на договорот од Преспа со цел интеграција на земјата во ЕУ и во НАТО е трет на национално ниво во Македонија, или 11 што се одржува севкупно. Досега се одржале референдум за независност во 1991 година и референдум за територијална организација во 2004 година. Референдум може да распише собранието или советите на општините. Ако го иницираат граѓани, треба да се соберат потписи. За на државно ниво се потребни 150.000 потписи, а за локално иницијативата треба да ја поддржат 10% од запишаните гласачи во општината каде постои граѓанска иницијатива за локално референдумско изјаснување. На референдумот за независност на 8 септември 1991 година излегле над 75% од гласачите или 1.079.308 избирачи, од кои речиси 97% гласале за на прашањето дали сте за суверена и самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија. Референдумот беше бойкотиран од поголем дел од албанската заедница во Македонија. Во јануари 1992 година имало референдум за автономија на области каде што живеат албанци, односно за создавање република или РИДА. Референдумот бил непризнан и нелегален, а според организаторите на него излегле 74% од избирачите и гласале за. Во 1996 година имаше иницијатива да се одржи референдум на кој граѓаните би се изјасниле дали се за предвремени парламентарни избори до крајот на таа година. Иако партиите собрале 150.000 гласови, собраниското мнозинство го отфрлило барањето со заклучок дека тоа прашање не е во надлежност на собранието. Уставниот суд утврдил дека на иницијаторите не им биле повредени правата. На референдум на 7 ноември 2004 година прашањето било дали да се задржи до тогашната територијална организација на локалната самоуправа во земјата, односно да се поништи новиот закон за менување на границите на општините. Излегле над 450.000 гласачи или тогаш 27% од гласачкото тело без потребен цензус. Во 2005 година се собрале 150.000 потписи за референдум против продажбата на електростопанство на Македонија, но референдумот не се одржал. Од локалните референдуми во јануари 2007 година општина Ѓорче Петров организирала референдум во населбите Волково, Кисела Јабука и Стопански двор, за да жителите се изјаснат дали би платиле само придонес од 500 евра за да се изгради канализација. Граѓански организации од Скопје собираа потписи за локален референдум за неменување на изгледот на градскиот трговски центар, а Советот на општина Центар прифати да го организира изјаснувањето на 26 април 2015 година. Референдумот не успеа бидејќи излегува 40% од избирачите. Минатата година имаше серија референдуми во 6 општини во југоисточниот дел од Македонија против отворањето рудници за злато и бакар. Референдум 2018. Сообраќајна несреќа која се случила денес околу 14 часот и 30 минути на магистралниот пат Гостивар-Кичево заврши кобно за 25 годишно момче од селото Здуње. Според информациите од секторот за внатрешни работи Тетово, моторцикл Ямаха без регистарски таблици
што го управувал 25 годишниот Х.А. од Здуње, удрил во приколка на трактор исто така без таблици, што го управувал 26 годишниот Ш.А. од селото Равен. Од ударот моторциклистот се здобил со тешки телесни повреди, од кои починал. Лекарската екипа која пристигнала набрзо констатирала смрт. Јавен обвинител и полициска екипа извршија увид на местото на несреќата. Тетовската полиција информира дека на 3 различни локации во Тетовско вчера 29 септември во периодот меѓу 14 и 23 часот избувнале исто толку пожари на отворено. На поголема површина горела сува трева, стрништа меѓи, нискостеблеста вегетација и дрвја во атарот на селото Групчин, во местноста Љук, потоа на излезот од селото Прелюбиште, од двете страни на регионалниот пат Жилино-Јагуновце и покрај стариот пат за Брвеница. Со интервенција на тетовските пожарникари, 3 пожари за кусо време се локализирани и не е причинета позначителна материјална штета, која дополнително ќе се утврдува, соопшти денес СВР Тетово. Православните верници и заинтересираните граѓани имаат можност да учествуваат во проектот за проширување и обновување на црквата Свети Атанаси во Брвеница. Паричните средства можат да ги предадат лично во црковната каса или пак да ги уплатат на жиро сметката за донации. На тој начин ќе помогнат да се преуреди еден Божји храм, за во него на молитва да може да се собира што поголем број верници, но и да учествуваат во еден творечки потфат на создавање на здание кој ќе им се остави на следните генерации. Начинот на донирање може да биде директно во црковната каса и преку жиросметка. Ни треба средства за постување на врати, прозорци, малте рисување и фриско живописот. Поголемиот дел е од црковното настојателство обезбедено, тоа е благодарение на верниците од Брвеница, кој што овие изминати 12 години дарува, не штедејќи се себе си, донира, спонзорира. На 16 месецов со водосвет и молебен започнаа градежните работи за проширување и обновување на црквата Свети Атанаси во Брвеница. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосип во сослужение на повеќе свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво чиноначалствуваше со светата божествена литургија. Осветени беа темелите на носечкиот столб, кој според проектот треба да ги држи новите бочни ѕидови и влез на овој Божји храм, со што ќе се добие поголем простор за внатрешноста на црквата. Се започне со изградба на надворешните ѕидови, лево, десно и напред пред вратата. Потоа, откако ќе се изградат надворешните ѕидови, ќе се отвори кровот на црквата и на тоа место ќе се изгради купола, кој што ќе се држи со лаци на надворешните ѕидови. Всушност, старата црква ќе биде внатре. Олтарот нема да се изврши, да се менува, да има никакви градежни работи во олтарот, само во наосот ќе се добие поширок наос. Понатаму, во предниот дел се планира на влезот, од десна страна да има продавница за свеќи и сувенири, од лево да се изгради каштелница. Значи, сето ова ќе биде во склоп на целата црква која што имате на сликата приложено. Понатаму, вториот дел, како ќе се заврши со црквата, ќе се изврши партерно редување, ќе се планира да се изгради нов базен за спуштање на честниот крв за водици, летниковци, се планира зеленилото подобро да се уреди, така што целиот двор и не само црквата ќе биде значително видоизменет. Црквата Свети Атанаси во Брвеница е изградена во 1922 година врз темели на црква од далечната 1628 година, која исто така била посветена на Светиот Атанаси Велики. Храмот е осветен во 1930 година и по 88 години црковниот одбор и жителите на Брвеница презедо иницијатива со помош на донации на верници да извршат обновување и проширување.
Како е да се живее во Тетово ако се преселиш тука од друга земја? На оваа тема разговарав со Жули Шамберле, родена во Канада во провинциите каде се зборува на француски јазик. Живеела и во Франција. Во Тетово живее постојано од 2014 година и веќе убаво го зборува македонскиот јазик. Во споредба со градовите во Канада и Франција, Тетово е драстично помало место, но токму во тоа, таа согледува голема предност. Мал град, све се може на пешки, све се не може или со точак. Ја кога живеам овде, кола не ме треба. Живе во големи град во Франција, во Канада. Може со точак, ама после тоа ќе те треба кола или трамвој или метро за све. Овде све се може на пешки, многу е плюс за живот. Планина, толку близко сме од Убави планина, Шар планина се многу специфични. За зима, за лето има 100 опции да правиме и многу близко, значи за 15 минути сме таму, сме горе и има толку многу клуби и иницијатива за планина, дека тоа е плюс за мене. И Македонија како земја многу близко од други земји, значи за одмор, за другата храна, за друга култура, све се може, све има опција за 2-3 часот на кола. Кај мене 3 дни со кола, уште сме во Канада, значи разлика е голема фактички. Што има позитивно исто овде, време за луѓе, за фамилија, за пријатели, има место за ова, многу ми е важно, пошто кај нас сигурно имаме пријатели, фамилија, ама таква време на вечер, од сабајле, во уикенди за луѓе, овде е многу специфично. Деца поминуваат многу време со баба, дедо. Не се гледа многу тоа кај нас и мислим тоа е многу плюс за нови генерации, да има таква контакт со сите генерации. Како и останатите жители на Тетово, и Жули се соочува со големата загаденост на земјата, воздухот, но и воопшто градската нехигиена. За ова вели дека е најголема неповолна промена со која се соочува, за разлика од другите градови каде живеел. Негативно мислим дека загадување за сите, како сите овде, ми е тешко, ми е жал, пошто многу е минус за квалитетот живот овде. И џубре, сварно ден на ден се види дека нема желба, не знам. Тоа мислим за сите странски, ама за сите кои живи овде има проблем со ова. За друго нешто сигурно животни во улица за странски потешко, пошто ние немаме таква кучето, мачки во улица и тоа е како комплет мислим амбиент дека не е толку позитивно за нас. Ја воодушевуваат овдешните планини и тукашната свежа сезонска храна. Пошто храна овде е свежа, значи локална храна. Значи, за зима има нешто, за лето има нешто, сега сезона патлиџани, шопска салата. Малку клише, ама вистина е дека овошје, зеленчук, не се вика био, ама се био овде. Кашкавалче, сирење, исто од планина овде, многу се локални месо исто. Жули има една желба која сака да ја види во Тетово. Желба имам да видим повеќе луѓе и женски на точак. Тоа повеќе и повеќе има, се види, има разлика кога дојдев пред 4-5 години, ама да има повеќе и повеќе, тоа ќе ми биде многу убаво. Да. Во Тетово Жули дошла пред 6 години на краток престој како активист во невладина организација. Потоа повторно се враќа за да работи во Француската алијанса. Од 2015 година е омажена за тетовецот Александар Стојановски Цули. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 4 до 12 степени, а дневната од 14 до 20 степени. УВ индексот изнесуваше 4.
Според метеоролозите, времето утре ќе биде променливо облачно, претпладне со локален дожд. Ќе дува слаб до умерен западен и југозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од 5 до 12 степени, а дневната од 16 до 21 степен. УВ индексот ќе изнесува 4.